Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. На почетокот на кампањата за претседателските избори се потврдуваат две суштински работи. Прво, ВМРО-ДПМН е изолирана во својот став против Европа. Дури и политичките партии од албанскиот опозицијски блок одлуките за членството во Европската Унија ги поставуваат како услов за коалицирање после изборите. Второ, Мицкоски нема план. Тоа е јасно како бел ден, особено по телевизискиот дуел во кој што Ковачевски доминираше, но и во сите јавни настапи. Мицкоски и ДПМН немаат план за иднината на државата и досега немаат ниту една порака за граѓаните во кампањата. Тие би сакале изборот пред граѓаните да биде за ништо. Затоа фабрикуваат лажни информации, зборуваат за нашата кампања, кој каде бил и слично, испраќаат агресивни и празни пораки. Но ништо за нив и нивната понуда пред граѓаните немаат кажано. Силјановска ја следи оваа линија и таа е целосно маргинализирана. Мицкоски, Силјановска и ДПМН немаат што да им понудат на граѓаните. Со ДПМН е можно само враќање назад во изолација. Од друга страна, Ковачевски аргументирано представи јасна визија и план за европска иднина. План за завршување на преговорите и членство во Европската Унија до 2030 година, како и план за реализација на програмата за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, за просечна плата од 1100 евра, минимална плата од 600 евра, минимална пензија од 20.000 денари, просечна пензија од 30.000 денари, за реформи во правосудството и многу други мерки за граѓаните. Јасно е, коалицијата за европска иднина, предводена од СДСМ, е единствената алтернатива за иднината на државата. Изборот пред граѓаните на овие избори е јасен. Надеж со СДСМ и безнадежност со ДПМН. Меѓу европска интеграција со Ковачевски и Пендаровски или изолација со Мицкоски и Силјановска. Ви благодарам и повелете со прашање.